Почитувани, добар ден. Гостин во неделната емисија на Радио Слободна Европа е заменик народниот правобранител господинот Јован Андоновски. Господин Андоновски, во ек на енергетска криза, на што најмногу се жалат граѓаните до вас? Добар ден и благодарам за поканата. Најмногу граѓаните се жалат на корпусот потрошувачки права, делот со испорачана електрична енергија, односно висината на сметките кои што граѓаните ги добиваат во последните неколку месеци. Има различни примери, каде што, например, заедница на станари, која што користи заедничка потрошувачка за осветлување во стамбениот објект, е категоризирана во четврта категорија на потрошувачи, како да трошат голема количина на енергија, а тоа е според висината на сметката. Граѓаните едно време беа доведени во заблуда по однос на тоа колку е покачена цената на електричната енергија, затоа што официјалниот процент беше објавен од страна на Регулаторната комисија за енергетика, меѓутоа пресметковно добивавме многу повисоки сметки. Дојдовме до сознание дека износот е многу повисок, а тоа се должи на покачените давачки за пренос и дистрибуција. Комисијата која што редовно ги информира граѓаните за секоја промена на цената на електричната енергија, на нафтените деривати, на топлинската енергија, не нашла за сходно, транспарентно и отчетно да ги информира граѓаните дека се покачува износот за пренос и дистрибуција неколкукратно и при тоа во изминатите година и пол 3 пати е покачен за огромен процент. Кога велам огромен процент, некои од нив се зголемени за околу 300%. Доколку сака, Регулаторната комисија за енергетика може веднаш да интервенира со измена на оваа цена, односно враќање во првобитна состојба и да им укаже на тој начин помош и на граѓаните и на стопанството да можат полесно да го поминат барем овој тежок период кој што сега се соочуваме. Ние како институција доставивме соодветно мислење во писмена форма со кое што бараме од Регулаторната комисија да интервенира. За жал и покрај тоа што се поминати неколку недели, немаме никаков одговор од страна на комисијата и бевме приморани вчера да доставиме повторно укажување за да интервенираат во таа насока во која што ние сме побарали од нив. Што побаравте да интервенира Регулаторната комисија? Дали станува збор тука за подолба на во сметките, да има конкретно колку пари одат за МЕПСО, а колку пари за ЕВА во однос на дистрибуција во однос на мрежарината? Да, значи во таа насока компанијата МЕПСО не извести дека многу помал, речиси незначителен е делот кој што МЕПСО го добива како компанија од оваа давачка, а значително многу поголем е оној дел кој што оди за ЕВА на дистрибуција. Дори самата МЕПСО се има обратено до Регулаторна комисија за енергетика и има побарано таа ставка да се раздели, да биде одделна во приложените фактури, за да може и граѓаните да имаат на увид колкав износот кој што оди за МЕПСО, а колкав износот кој што оди за ЕВА-на. Ние побаравме да се редуцира износот за пренос и дистрибуција, барем до надминување на економската и енергетската криза со која што се соочуваме сите ние. Дали ќе има сенс Регулаторна комисија да излезе во пресет на граѓаните и стопанството или пак ќе ги штити интересите на приватна компанија, тоа е веќе нивна одлука. Започна грејната сезона. Дали до вас како институција веќе почнаа да пристигнуваат жалби на граѓани во однос на парното грејење? Без малку не се поминати ниту 2 недели, од како започна грејната сезона. До овој момент немаме добиено реакција од страна на граѓаните по однос на новиот снабдувач со топлинска енергија, компанијата ЕСМ, но во претходните месеци сме добивале навистина бројни поплаки по однос на работењето на претходната компанија која што беше снабдувач со топлинска енергија, Balkan Energy Group. Најчесто се однесувале на испорачаната количина на топлинска енергија. И тука би сакал да кажам дека започнав еден процес на проверка на состојбите, затоа што граѓаните реагираат на тоа за иста квадратура на стамбена површина плаќаат различен износ. По споредба со друг граѓанин кој што има иста квадратура на стамбена површина. Дали може да се очекува сега ЕСМ, која што има лиценцата за парно грејење, да се соочува со овој проблем во ситуација кога сега повторно треба да се пререгистрираат, односно да потпишат нови договори граѓаните кои што ќе користат или нема да користат парно грејење?
Голема е веројатноста да е тоа така, затоа што правилникот кој што се однесува на регулирање на прашањата поврзани со топлинската енергија е истиот како и претходно. Правилата не се сменети. Тоа значи дека ќе се очекува од граѓаните да и покрај тоа што не се корисници на топлинска енергија, доставуваат соодветни докази дека потрошиле известна количина на електрична енергија и со тоа да докажат дека доколку е надминат таа утврдена висина, нема да ќе бидат ослободени од надоместокот, оној фиксен надоместок така наречен за топлинска енергија, а доколку не ќе плаќаат повисока давачка. Скопје за прв пат годинава остана без јавен превоз за еден ден поради протестот на вработените во ЈСП. Дали во оваа ситуација работничките права се калат, односно се прекршуваат на грбот на граѓаните? Моето право завршува таму каде што започнува вашето право. Не е спорно правото на вработените и во ЈСП, и во Водовод, и во сите други компании, без оглед дали се државни или приватни, да штрajкуваат, но сметам дека оние агенции, односно органи или институции кои што испорачуваат услуги, сепак не треба да заборават дека функционираат во интерес на граѓаните и следствено на тоа, благодарение на граѓаните добиваат финанси, од кои што се исплаќаат и средства, односно плати. Во таа насока, целосно поддржувам право на протест и на штрајк на сите вработени во било кој орган, институција или приватна компанија, меѓутоа мислам дека треба да имаат повеќе сенс по однос на тоа како ќе биде спроведен, реализирано и заштитено тоа право. Зошто ова го велам? Неодамна бев на едно патување во земја членка на Европската Унија, каде што за влез во Унијата се чекаше со сати. Царинската служба на односната држава протестираше на начин што вршеше детален претест на секое патничко возило. Што за нашите, веројатно, норми и стандарди на однесување беше крајно невообичаено, но тоа е начинот на кој што тие одлучиле да го изразат своето незадоволство. Го спомнавте Водовод. Вработените во ова јавно предпријатие најавија дека ќе ја блокираат работата во предпријатието. Колку е штетен ваков вид на протест и дали е дозволиво пристапот до вода како јавна услуга да се оспори за граѓаните? Сметам дека треба да се води сметка за интересите и на вработените, но и на граѓаните. Зошто го велам ова? Доколку вработените се незадоволни од примањата, редовноста на примањата, висината и така натаму, тие имаат целосно право да се побараат подобрување на својата состојба. Знаеме дека живееме во тежок период, имаме инфлација, покачување на цените, потрошувачката кошничка расте и така натаму, и оправдано е тоа побарување. Меѓутоа треба да бидеме реални дека граѓаните сепак не смеат да бидат ускратени од нивното право до пристап до вода за пиење и до услугите кои што тоа јавно предпријатие ги испорачува. Сметам дека во оваа ситуација можеби користењето на некои дополнителни инструменти, како што е медијација. Имаме медијатори во државата кои што може да посредуваат помеѓу работодавецот и работниците со цел да имаме континуитет во испорачувањето на услугите, а да може и тие да си ги остварат своите права. Секако тука и Народниот правобранител како институција стои на располагање и во насока на заштита на вработените во јавното предпријатие, но и во насока на заштита на граѓаните. Еден од поголемите проблеми на најранливите категории на граѓани во земјава се брзите кредити. Од вашето досегашно искуство и пракса со жалби на граѓани во однос на брзите кредити, какви замки се кријат, односно какви правни замки се кријат во ветувањето дека телефонски за половина час може да побараат и за половина час да им пристигнат на сметка брзи пари? Се жалат на тоа дека каматата знае да достигне износ од 50 па и до 100% од вкупниот износ на средства кои што го добиле како кредит. Така има ситуација каде што граѓанин дојде во мојата канцеларија кој што за подигнати 30.000 евра треба да врати 60.000 евра. Според моето видување на нештата, тоа е озаконето лихварство, а лихварството е забрането со кривичниот законник. За жал, ние како институција немаме надлежност кон приватните субјекти, меѓутоа Министерството за финансии е она кое што треба да врши редовен надзор над работењето. Самиот факт дека речиси да нема поглавна улица
по големите особено градови, каде што има такви фирми за брзи пари и дека работат со големи добивки, кажува дека не созвестува нешто во таа состојба со она како пазарот функционира. Дополнително, граѓаните се жалат и дека трпат дури и закани и притисоци дека доколку не го платат износот веднаш, не само што нема да им запре растењето на каматите, туку дека ќе им биде одземен и приватен имот. Како тоа би се спровело, тоа е веќе друго прашање. Но тврдат дека оние јавувања кои што ги добиваат најчесто се со закани за наследство. Колку такви луѓе се пожалиле до вас дека им се заканувале со наследство заради неплатен долг кон фирми за брзи кредити? Па веќе бројот е двоцифрен и сите тие се упатени да пријават во Министерството за внатрешни работи дека добиваат закани. Постои ли опасност од злоупотреба на лични податоци, односно со туѓа лична карта некој да поднесе барање за кредит, а да пристигне на сосема друга трансакцијска сметка и вас да ви се јават имате кредит да платите, а не сте го побарале? Имаме јавување од граѓани токму со овакви примери, каде што лицата одговорно тврдат дека воопшто во животот немале контакт со некој такво друштво, односно дека не побарале финансиски средства, а денеска се во ситуација на должници. Како тоа се извидува? Дали можноста телефонски да се добијат средства предизвикува можност за злоупотреба на лични податоци? Не би сакал да шпекулирам, меѓутоа веројатно тука лежи една од основите за злоупотреба на податоците. Неодамна во јавноста го покрена интересот случувањата во затворот Идризово, односно физичкиот напад врз Бојан Јовановски, познат како Боки 13. Дали тој досега се обратил до вас со представка или со жалба за случувањата во затворот Идризово? Да, неколку пати наши вработени биле во затворот Идризово, меѓу кои на барање на посеченото лице. Точно имаме констатирано во бројни ситуации не само по однос на случајот со Бојан Јовановски, туку и многу други случаи на несоодветни услови во затворите. Тоа е стара болка која што трае веќе предолго време. Нехумани услови, пренатрупаност во воспитно-поправните установи, во затворите, недостаток на персонал, притоа и на медицински персонал, неукажување на медицинска грижа или на пак недоволна или несоодветна медицинска грижа. Наши вработени беа во чинам понеделникот или вторникот оваа недела да извршат увид. По изготвувањето на службената белешка ќе можеме да споделиме со јавноста кои се сознанијата од овој конкретен случај. Презимаат надлежните некакви мерки за да ги подобрат работите? Ќе бидам крајно објективен, ќе кажам дека не се преземаат. Или она што ќе се преземе е недоволно. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.